Од живот, неговото крштевање и распнување, раскажано преку 7 големи зидни фрески во византиски стил, ги краси зидовите на новата крстилница во Делчевско работивиште. Бојата на фреските се уште не е исушена, а уметникот Ванчо ги исцртува последните црти на лицата од светците. Премногу горд што помага да оживе ова крстилница, единствена во село во Источна Македонија, вели, за да ја разбереш уметноста што зборува од зидовите, треба да си само христијанин. Да ги направиме поубави нашите цркви, да ги украсиме и да на некој начин го пренесеме и оставиме она што го знаеме за идните генерации. Електротехничарот и поранешен вработен во локалната Беровска радиотелевизија, воден од арбата на Бога која му ја всадува љубовта кон уметноста и моливот во рацете, го напушта реализмот, екзистенционалната борба во суровото време на безработицата и се предава на византиската уметност. Негови се делата по црквите во Куманово, Берово, Делчево. Монахињите од Беровскиот манастир му помагаат да се пронајде во уметноста. Стилот е доста специфичен и значи со доста голема помош од монахињите кои ни излезоа во пресред, не упатија на сите, да речеме, тајни. Жителите на Тработивиште се посебно горди на својата крстилница, градена од донации на нивни иселеници по Италија и бизнисмени. Тие леле заборавија своето село и ете останува уште само деца да има. Се множат дечиња повеќе да има, младите да си остануваат во селото. Во овие 2 години, откако изградена крстилницата, во неа се крстени само 2 деца. Првото бебе беше Александар, роден во Лондон.